Кочани ги живее најмрачните денови во својата историја. Еден месец по несреќата во дискотеката Пулс, болката се уште не стивнува. Градот е завиен во тага и црнина. Вревата по улиците ја замени молк. Очи полни со солзи, натажени лица и наведнати глави. Кочани стана град на духови. По трагедијата, како да се изгуби смислата за живот и ќе требат децении за да се залечат раните, коментираат граѓаните. Мажи со бради, жени у црно, пусто, тишина, нема го тоа што е било, да живне, да се некој да се насмее, да има некако се потажно. Тешко шо убав. Толку нема шо да се кажува. Тажно. Чувствуват се нешто фале, нешто не е како што треба. Бог да ги прости тие што се си поминале и нека ги чува Господ овие да си оздравеат поскоро. Тагата никој пат нема да помине. Од денеска Кочани официјално доби веде градоначалник, откако неговиот претходник Љупчо Папазов си даде оставка, кој поради вмешаност во трагедијата заврши во притвор. Него го наследи независниот советник во Кочанскиот совет Венко Крстевски. Една од првите одлуки што ќе ги потпише Крстевски е помошта од 3 милиони денари за семејствата на повредените и загинатите. Никогаш нема и не смее да се заборави. Ова е трагедија од светски карактер. Ситуацијата е трагична, а патија владее на секој чекор. Можете да се прошетете по меѓународот, ќе го забележите истото. Ние имаме должност спрема настраданите да ги менјаме работите на подобро. Доколку оваа трагедија не ги разбуди сите институции во државата и драстично да се променат работите на подобро, сметам дека се е залудно. Во трагедијата животот го загубија 61 млад човек, а повеќе од 200 беа повредени. Најголем дел од повредените се вратија од лекување во странство. На клиниката за пластична хирургија е хоспитализиран моментално само еден пациент, а двајца пациенти доаѓаат само за превоз. Исто така во Свети Наум Охридски се двајца пациенти и во Систина се двајца пациенти. Утре се најавува враќање на уште еден пациент, така да 40, од вкупно 47 пациенти, само еден е, можам да кажам, многу критичен. Истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс се уште е во тек и во притвор завршија повеќе од 60 актуелни и поранешни директори, министри и полициски службеници.